По кратка пауза, фотоклубот Куманово повторно нешто им приредува на своите сограѓани. Станува збор за интернационалната изложба насловена како фотоприказна. За истата многу повеќе ќе чуеме од мојата денешна гостинка, Сандра Трајковска, која што е со мене во студиото, ни пристига токму од фотоклуб Куманово. Сандра, здраво и добро ни дојде. Здраво и на вас и благодарам на поканата. Драго ми е што еве повторно си гостинка во нашето студио и уште подраго ми е што во очи на нашиот голем празник 11 ноември повторно вие настапувате со нешто интересно. Во овој пат говориме за интернационалната изложба фотоприказна. Што всушност ќе ни прикаже фотоприказната? Така, фотоприказна морам да кажам дека за прв пат се организира, така да и ние сме возбудени околу целата организација, од тоа како ќе помина. Инаку е дел од ноемвриски денови и воедно е поддржано и од Министерството за култура, при што би сакала да се заблагодарам за искажаната доверба. Како што спомена, ова е изложба од интернационален карактер, така да ќе имаме можност да видиме навистина прекрасни дела од некои интернационални автори кои што се наоѓаат на пиедесталот на светската фотографија. Тука не би сакала никого да издвојам затоа што сите навистина подеднакво се значајни. Така. Морам да кажам дека ќе имаме автори од Македонија. Има пристигнато навистина бројката ни нас не изненади, имаше околу 12.000 фотографии пристигнато. Од целиот свет. Да, од 53 држави имаше автори. Имавме околу 310 автори, мислам дека беа примени и околу 6200 фотографии беа примени. Жирито, значи, имаше навистина тешка задача. Јас себе од аспект на фотограф можам да кажам дека за мене ова беше некако поинаква изложба од останатите, поради тоа што имаше 9 теми за учество. Најчесто имаме до 3-4. Тука имавме, значи, слободна колор, слободна црно-бела, фотожурнализам, минимализам, која што некако е поретка, на мене ми е баш драга тема. Потоа лайф, природа, жена и не знам, травел фотографија, така да навистина имаше доста избор од тој аспект за учество и некако супер поминавме тука. Тоа значи дека овој пат фотографите ќе можат многу повеќе да прикажат од онаа што порано беше поограничена. Да, од секоја тема имавме, може, значи, со 4 фотографии да се учествува, така да тука некако беше послободно. Сега за изложените фотографии имаме околу 60 само оние кои што се наградени поради тоа што просторот толку ни дозволува. Кога веќе спомена наградени, тука се веќе доделуваат златни, сребрени, бронзени медали, так, дипломи. Дали поседувате со бројка? Има, да, например, имаме околу 27 златни, 18 сребрени, 13 бронзани и 81 диплома. Морам да кажам, значи, дека имаме и од Македонија земено, покрај светските фотографии. Тие се сите, например, од награди кои што се под покровителство на Светската асоциација на фотографии и така натаму, така да навистина се значајни награди. Одлично. Тоа значи дека ќе видиме на 6.11. вторник во колку часот и каде? Некаде околу 60 фотографии. Така, значи на 6 ноември во 20 часот во Занајчискиот дом, или нели позната на Кумановчани како кино Напредок. Ова е исто така и прв пат во овие простори да организираме изложба и би ги поканила сите Кумановчани и љубители на фотографијата, затоа што навистина ќе имаме прекрасни дела од светски автори. Одлично, еве се запознавме со ова интернационална изложба. Би сакала да направиме споредба, бидејќи и минатата година имавте повторно една интересна изложба која што ја организираше вашиот фотоклуб Куманово, но мислам дека не беше на интернационално ниво. Така, значи имавме неколку изложби.
Жените и фотографијата, таа не беше на интернационално ниво, таа беше намената само за на национално ниво, само за жените како автори. Потоа нели Малински фестивал, кој што помина одлично и баш како и секоја година. Меѓутоа ова ни беше некако јубилејно 5-то издание, така го шетавме во повеќе градови. Воедно нели ова ни е следна изложба од тогаш и некако да ја затвориме годината ни преостанува уште Коритон, која што е исто така традиционално речиси секоја година. И таа ќе имаме тука две теми, едната е слободна, другата е за Кратово и Кратовчани и не случајно ова изложба се одржува во Кратово. Така, значи ви предстоја до крајот на 2018 уште две изложби, но ќе споменеме и за фотошколата што се реализира кај вас. Така, веќе е започнато, да. нели? Фотошколата веќе втора година, трета, мислам, ова е трета, се одржува, започнува во октомври. Јас имав прилика да ги запознам членовите, односно или учениците на оваа фотошкола и можам да кажам дека навистина некако има потенцијал, има ентузијазам во нивната работа, така да се надевам дека и почесто ќе се дружиме. Школата е предводена од Владимир Јовановски, воедно и бесплатна и нели може секоја година сите заинтересирани да се пријават на нашиот мејл или да дојдат во просториите на Фотоклуб Куманова. Исто така би сакала да споменам и за уште еден проект кој што го работиме и тој започна веднаш по завршувањето на Малински фотофестивал. За жал, се надевам, мислам дека нема да биде готов до крајот на годината, меѓутоа го подготвуваме за 2019 година. Тоа е проектот за која што ќе биде како книга или како некој вид на енциклопедија за македонската фотографија, каде што ќе се документира целата фотографска дејност од првите почетоци, значи сите автори кои што досега придонеле нешто за македонската фотографија во една како книга, така да мислам дека ќе биде многу убаво секој фотограф би сакал да ја има. Па одлична идеја, значи би се архивирало се она што постоело. Да. Принципот, значи имаше како отворен повик, каде што сите фотографи можеа да се пријават со нивни 10 најдобри фотографии. При тоа, значи, имавме жири кои што ги одбираат тие, нели има и некои постари фотографии за кои што не можеме толку да најдеме документација, меѓутоа сето тоа го завршивме успешно. Сега ни остана уште неколку побитни детали кои што треба да ги финишираме книгата, така да се надеваме дека во 2019 ќе биде и промоцијата. Ќе ја дочекаме промоцијата, не би сакала сега многу да откриваме, нели, на колку страници, чии тука ќе бидат застапени фотографии, ќе имаме време, ќе се видиме, точно. Сега ни беше специјална гостинка за специјалната интернационална изложба што ќе се одржи на 6-11 вторник, насловена како фотоприказна. Еве заеднички да ги повикаме повторно, да ги поканиме нашите сограѓани па и пошироко каде и да не слушаат, нека повелат, нека проуживаат со она што вие ќе им го понудите во изложбата. Се работи за некаде околу 60 на фотографии. Така, 60 на изложени фотографии од светски автори, така да навистина ќе биде штета доколку не дојдат, затоа што сега ќе имаме прилика. Што се однесува за колку ќе биде отворена изложбата, мислам дека само еден ден ќе биде поради просторот, нели, што го имаме во занаатчискиот дом, така да би било убаво да дојдат баш на отварањето во 20 часот на 6 ноември. Ти благодарам, Сандра, за учеството во емисијата. Ви посакувам многу успех и вам, којдинка, но и на целиот Фотоклуб Куманово. Поздрав до сите ваши членови. Благодарам и на вас.